Здраво, другарчиња! Јас сум учителка Јасмина од градинката 8 март од Скопје. Денеска сакам да ви раскажам една приказна. Другарчиња, ова е највеселата приказна. А знаете ли зошто? Бидејќи се вика највеселото дрво. Подготвени сме да ја слушнеме? Ајде, следете внимателно. Ах, каква пролет! Се одушевуваа луѓето. Ова е чудесија од убавина и беше. Насекаде цутови и белина, тревје и цвеќиња, роса и зеленило, најубави бои, радост и песна. Тоа го може само пролетта. Токму тогаш, чудо! Највесела беше жалната врба. Ги распушти косите, бујни и зелени, расплетени и свиснати до земја. А сите мислеа дека е најтажното дрво. Овој пат не беше така. А знаете ли зошто, другарчиња? Па незината радост криеше и тајна. Се случи откако славејот и запеа во гранките. Чудесно пее, Славеју, рече врбата. Твојата песна ме одушевува. И мене ми е убаво со тебе, жална врбо, и одврати тој. Толку сум заштитен во гранките, секој ме слуша, а никој не ме гледа. Уште кога би дозволила јас со мојата дружка да си направиме гнездо во твоите коси. Зошто да не? Ајде! Се израдува врбата. Ке бидам пресрекна. Така, двете птици се изградија дом во гранките на жалната врба. Никој да не може да го открие. Набрзо во него мајката Славејка положи 4 нежни јајценца со кафени дамки. А таткото Славеј продолжи да пее и дење и ноќе, додека таа ги топлеше јајцата. Дојде ден кога родителите и жалната врба ги огреа нова среќа. Во гнездото се испилија 4 славејчиња. Беше весело, превесело. Тие растеа со грижата на мајката и на таткото. Тој, покрај тоа што ги хранеше, наоѓаше време деноноќно да им пее. Си ги учеше децата на песна и на радост. Мајката беше пресрекна, а и од жалната врба сега немаше повесело дрво, другарчиња. Но во еден момент сепак се подзамисли и праша. Што ќе правам без вас кога ќе одлетате? Зар пак ќе бидам тажна? Не грижи се, куќо наша, ти си ни покрив, и одврати мајката. Пак ќе ти дојдеме? Тогаш ќе бидеме и побројни и ќе биде највесело. Сега е пролет, рече Славејот, и уште поубаво запеа. Рано е за разделби. Другарчиња, се надевам дека ви се допадна приказната. А сега сакам да ви предложам да си земете по еден лист од блок, дрвени боички, фломастери или пак водени боички по ваш избор и да го нацртате највеселото дрво и Славејот кој ги пее најубавите песни. Довидување, другарчиња!